ставаме акцент на младите и на нивните можности. Гостин во нашата емисија Марко Ѓоргиевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, хвала на поканата. Како Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги промовира приоритетите на програмата Еразмус плюс? Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, мониторирајќи и спроведувајќи програмата Еразмус плюс, има 4 главни приоритети. Меѓутоа е во делот на самите проекти. Меѓутоа, ние како Национална агенција сметавме дека преку самото работење на Националната агенција треба да ги промовираме овие приоритети. И во изминатиот период би сакал само да напоменам неколку работи, особено околу инклузијата како главен приоритет и околу зелената агенда. Веќе сметам дека фокусот и на самите проекти и на самото место кое живееме се овие приоритети. Така да, ако зборуваме за инклузија, сакам да се пофалам дека во изминатиот период направивме една работна група од представници од невладни организации, училишта и луѓе кои што работат во поле, каде што прв пат оформиме нека неформална работна група, на каде што се разговара за потребите и како тоа како Национална агенција можеме да помогнеме на сите овие засегнати страни. Бидејќи во инклузијата влегуваат луѓе со помалку можности и луѓе со попреченост. И сметаме дека тука треба да дадеме фокус како за тие сите лица ќе обезбедиме прво да ги знаат законските решенија, законски акти, подзаконски акти, што значи тоа, и второ како преку проектите може на овие лица да им се даде еднаква можност за сите. Бидејќи изминатата од оваа година и самите училишта веќе се сите ресурсни училишта и веќе се отворени вратите за да можат сите деца и со помали можности, меѓутоа и со попреченост, веќе да одат на редовна настава и сметаме дека тука треба да дадеме еден посебен фокус и ние како Национална агенција за да помогнеме за сите засегнати страни и во следниот период сметам дека и текако ќе излеземе со низа на активности. Ако разговараме од делот на зелена агенда или борба против климатските промени, која во последниот период е текако атрактивна не само кај нас, тука на светско ниво, би сакал да потенцирам двете работи кои што направивме заеднички, а тоа е дека во Крива Паланка направивме една зелена еразмус шума на самиот кеј на реката во Паланка и сметам дека преку такви лични примери каде што со колегите од Националната агенција засадивме дрва, покажавме дека како треба се грижиме. Во изминатиот период за денот за млади во август исто така на отворено направивме екокино за млади. Тоа беше проекција каде со помош на невладина организација, каде што со помош на велосипеди, односно со електричното полнење на батеријата, го гледавме, значи ја гледавме представата без да користиме никаква електрична енергија од општината или слично. Така да преку возење на велосипед всушност генериравме електрична енергија и така луѓето ја гледа кино представата. И последното беше дека направивме екоакција заедно со Асоциација за е-трговија, направивме екоакција за чистење на падините на шумата водно од средно до крстот горе, каде што заеднички со млади луѓе, со волонтери, со планинари кои што се искусни, поминавме низ по познатите патеки за да можеме да ги исчистиме и навистина на крајот таму горе собравме доста отпад и преку личен пример да покажеме дека кои се тие приоритети кои што се опфатени во самата програма. Главниот фокус секако се младите. Сакаат ли младите да се вклучуваат во вакви акции? Сакаат, ако се добро информирани, ако се навремено информирани и секако толку овие активности навистина се интересни за самите млади. Меѓутоа, ако ги имаме младите, каде што како Национална агенција сакаме да се поставиме да бидеме партнер на младите, за да можеме сите програми кои што ги имаме да ги доближиме поблиску до нив. Јас би кажал само неколку настани во изминатиот период каде што најдовме начин како да ги мрежиме младите. Тоа е дека заедно со Европска делегација и со Europe House од Скопје организиравме настан за врежување, каде што различни млади од различни области, од различни години на исто место работевме на концепт како да се мрежат, кој е во која организација, кој каде бил на младинска размена, кој каде работи можеби во некој младински центар, што имаат потреби, за да и они самите меѓу себе пир си кажат потребите и оне каде што може да ги најдат своите активности. Исто така сметам дека е битно за кажување дека Националната агенција за европски образовни програми влезе во едно европско партнерство, односно стана рамноправен партнер на Europe Goes Local, каде што европска иницијатива која ги обединува партнерите кои се вклучени во застапување, развојот, поддршката и спроведување на младинската работа.
Тоа е многу битно, бидејќи така се дава директна помош на младинските центри. Ние земавме представници од поголем дел од младинските центри, замина во Стокхолм, на една тоа беше пети поред европски настан на Europe Goes Local во содржи во Шведска, каде што имало преку 170 учесници, каде што можат да ги видат што е тоа што се случува во другите младински центри низ Европа, да земат некоја идеја и потоа таа идеја да ја реализираат во своите младински центри. Што би можеле да акцентираме во полето на интернационалните активности и соработки? Веќе споминавте дел од нив? Да. Една од најбитните можеби работи во високото образование е таа интернационализација, каде што можеби секојдневна тема на разговор со нашите декани, ректори и слично. И оно што сакам да го потенцираме тука дека летово заедно со партнери со Кипар, Грција и Хрватска организиравме транснационална активност каде што ректори, директори или координатори на канцелариите за меѓународна соработка бевме домаќини каде што од цела Европа дојде во Скопје. Ние бевме домаќини, направивме база каде што тие ќе можат да се вмрежат, односно каде што можат конкретно да работат на проекти, дали тоа е една склучна акција мобилност или за стратешки партнерства. Фидбекот од самиот состан беше извореден, бидејќи тоа е тоа што им треба на самите универзитети на едно место, каде што може ректори, каде што се носители на одлуки, да може да се мрежат со нивните партнери од Европа и на наша среќа е тоа што најголемите универзитети од државата има своји ректорски представници на самата иницијатива. Она што во изминатиот период, исто така преку транснационални активности во Регенсбург, во Германија, испративме околу 10 координатори на секретаријатите за меѓународна соработка, каде што исто така работа на мрежување со останатите партнери на европско ниво. И можеби едно што е најеклатантен пример дека во изминатиот период заедно со француската амбасада и со колегите од Националната агенција веќе на два пати, еднаш во Франција, еднаш тука, работевме на вмрежување, односно училишта од Франција дојде на посета во Македонија и обратно училишта од Македонија замина во посета на Франција, каде што работеа на мрежување, работеа како да напишат заедно проекти, како да бидат партнери. Значи конкретно тоа мрежување на самите училишта, како да се мрежат, да се канализираат преку програмата Erasmus+ или преку мрежата Etwinig и заедничко да работат на проекти, кои дојдат тука голема делегација од Франција, заедно со Министерството за образование и наука подпишува меморандум за соработка на едно повисоко ниво и сметам дека такви иницијативи за интернационализација и така како ни се битни на нас како држава. Да, стекнувате нови искуства, меѓутоа и се дружат меѓу себе. Да. Тоа е ние го викаме културолошкиот момент, каде што освен професионалниот, каде што развој, имаат и они културолошки развој, така да првпат заминуваат во нека држава, се дружат со врсници на нивна возраст, гледаат до кој степен образованието или невладиниот сектор стигнат во таа држава и тоа е многу битно ако зборуваме за една млада особа да се изгради или за еден професор да се надгради. Да. Секоја година покрај тековните активности промовирате Erasmus денови. Па од тука што ќе се случува годинава? Која е темата? Потикнати од лани дека имавме навистина добра конференција, преку 8 плански региони поканивме училишта, градинки и основни и средни, кои што имаат малку или немаат воопшто никакво искуство со програмата Erasmus+, на работилници кои што ги организиравме ние во Скопје, каде што ние го покрива самата национална агенција, каде што работиме конкретно од почетокот што значи програмата, како да се мрежат, како да напишат проект првично, сигурно можеби за Etwinig, за дигитално се поврзат или за некоја мобилност, кој што е преку училиштата, краткорочна мобилност, за да почнат од некаде да пишуваат. Од друга страна, по интересот во училишното образование е најголем. Најголем број на апликации во изминатиот период добиваме во училишното образование и тоа не е охрабро и понатака да продолжиме да стигнеме можеби до секоја, можеби, а највеќе фокус на руралните места каде што имаат помалку можности да ги дознаат сите овие работи, така да во Скопје од 12-14 октомври ќе видиме исто така домаќини на ваква работилница за училиштата каде што ќе можат од чекор по чекор ние се крстиме да на висина стигнат да аплицираат за проект. Очекувате голем број годинава? Секоја година бројот е голем, со тоа што имаме од лани некои учесници кои што мораме, нели, како да од лани не присуствувале, па оваа година да им даеме шанса. Се надам дека ќе имаме
голем интерес и дека секоја година нови училишта, тоа значи координатори или секретари или наставници од училишта ќе доаѓаат и ќе посетуваат едни вакви обуки. Европската комисија 2023 ја прогласи за година на вештини. Како ви работите во ова насока? Да, лани беше година на млади, оваа година вештини, се обидовме некако да направиме некое поврзување, да не биде само пресечено, така да започнавме од некако, ајде да кажем, од најниско, така да со учениците од 8 одделение направивме на тура низ Македонија како стручното образование да биде прв избор. Така да направивме тура каде што матурантите ги однесовме во 4 реномирани македонски компании кои што работат од различно поле, работат во фармација, во производство и една винарија, и каде што на матурантите, на полуматурантите од друга страна во тие градови кои што ги земавме да има такво училиште да може подоцна да го продолжат своето образование таму, и навистина беше огромен интересот и за прв пат учениците или полуматурантите увидоа дека можат да се запишат во такво училиште, да го продолжат своето образование во стручниот дел, за да можат полесно да се најдат на пазарот на трудот. Вчера колешките има една работилница каде што преку нашиот национален вет тим работиме на градење капацитетите, работиме заедно со вет провайдерите да видиме што значи тоа, што е потребата на пазарот на трудот, како и не само учениците и средношколците, меѓутоа и студентите, меѓутоа и како и луѓето кои се наоѓаат на пазарот на трудот да можеме да обезбедиме, да ги усмериме каде што има обуки, за да може да направат таа своја дигитална или зелена транзиција како што е идејата на самата Европска унија, бидејќи тоа е поентата од луѓето кои што наоѓаат на пазарот на трудот да имаат можеби еднаш годишно обуки, меѓутоа да се усмерат во зелена и дигитална транзиција, бидејќи тоа е увидено дека е можеби најголем недостиг кај луѓето кои што се невработени, кои што се наоѓаат на пазарот на трудот. Значи тоа дека нашата земја сепак има можности да ги задржи младите тука? Задржувањето на младите тука е можеби тематика која што 30 години се дискутира, и како пристапувањето на Република Северна Македонија поблиску до Европска унија, така е повеќе ќе се разговара. Интересно што на Преспа форумот бев домаќин на еден ваков настан, каде што ова беше главна тема, како брейн дренот се одразува во самата држава. Меѓутоа треба само да увидиме што правеле некои кои што се случиле претходно со нас. Некои кои што веќе имаат разработено цела шема. И јас ги споминам Република Ирска и Република Естонија, државите каде што они навистина направиле позитивен ичекор. Меѓутоа тоа треба почне од почетокот, и тоа треба почне и со сите, вклучително дали е тоа политичари, дали е тоа медиумите, бидејќи треба да креираме една позитивна атмосфера, дека од дењето надвор и не секогаш е негативно, тука ако се направат потребни врски и ако има врска со домашна држава, дали е тоа подоцна за обуки, за испраќање на нов кадар таму или враќање на капитал и овозможување тука на инвестиции, треба да се гледа и на позитивна страна. Меѓутоа тоа треба да е некоја можеби државна стратегија каде што сите заеднички чинители што се во општеството ќе гледаат на брейн дренот од позитивен аспект, како тој може да донесе еден поголем успех за државата, а не само да гледам дека тие се оцелиле, се заминале и никош нема се вратат. Бидејќи има примери кои што од кога ќе заминат, после неколку години се враќаат назад. Да, нормално тие има повеќе што заминуваат, меѓутоа треба да креираме една заедничка атмосфера каде што на тие што се заминати ќе овозможиме тие врски со државата никош да не прекинат, туку цело време да имаме, особено тие што се во Европа, многу полесно. И сметам дека оваа тема и како треба да се разговара на овој начин. Да, убава тема за некое наредно гостување. Да. Благодарам многу на одвоеното време, сепак да ги задржиме тука кај нас младите, се гледаме на Еразмус деновите. Благодарам, Ани.